По цел ден без вода за пиење се жителите на улиците 177, 188 и Љуботенска во Тетовска Мала Речица. Велат дека допред неколку дена водата доаѓала колку да наполнат во садови, потоа успевале да обезбедат само техничка вода, но сега немаат никаква. Шишињата стојат подготвени, но нема од каде да се наполни. На улиците ставиле кофи за да ја соберат водата од снегот што се топи. Тоа што го имавме досега е преку ден пола сат са бајли, тоа 5:30-6 доаѓаше и пошто сите имаат резервоари поставени дома, тоа се собира вода, па после преку ден тоа го употребуваме, инаку зборуваме исклучиво само за техничка вода. Инаку вода за пиење си полниме кој како што ќе стигне. И реагиравте ли некаде до сега? Па реакциите претежно се неорганизирани, значи индивидуални, секој за себе. Се трудиме некогаш. Луѓето некогаш и имаат ограничување, не сакат и да излегуваат, бидејќи знаете како во секаде е помешана и политиката и сега луѓето секој се има работа, вработено лице, член од семејството и на некако се не се толку слободни да кажат тоа што мислат. Инаку ова не е ни политичка, ни етничка, ни религиозен проблем. Значи ова е проблем за целото население. Не е дека нема вода, начинот на управување со водните ресурси е тоа што треба да се решава. Инаку ние сме во контакт. Контактирав ја са бајли, лично јас ги контактирав луѓето од ЈКП. Значи обично кај нас техничката вода не ја носат луѓето од пожарната. Пошто имаат поделено рајоните, значи Дреновец се снабдева преку ЈКП, а овој дел на градот преку пожарните. Сега пожарната служба рече дека тие немаат веќе дозвола да не снабдеват, така да сега последните денови сме во многу тешка ситуација. Немате воопшто вода денови? Значи последните 5 дена нема воопшто, капка вода нема. Се трудиме значи да се снабдеваме, да се снајдеме кој како ќе знае и ќе умее. Сега сум понел вода во Шарена џамија, нема вода за пиење за деца. Колку време е така? Па колку време? Увек е така. Има мала сабајле пола сата. Има увечер кога дојде на 3-4 дена, 5 дена, пола сата. Ваква е состојбата во Речица, а ништо подобра не е ниту во другите делови на Тетово. Прекините во снабдувањето со водата за пиење траат со часови, а во повисоките населби во стариот дел на градот е уште полошо. Новиот зафат од Тетовскиот водовод, според најавите, требаше уште пред 2 месеци да биде завршен, но изградбата се уште трае. Од комуналното претпријатие не добивме изјава за тоа докаде е решавањето на овој децениски проблем. Директорот не одговараше на нашите повици.